Втората тема на која сакам да зборувам е состојбата на мостот кај селото Башино село. Би сакал уште еднаш да ви информирам дека мостот кој се наоѓа на патниот правец Велес Башино село е стар 47 години, пуштен е во употреба во далечната 1971 година и изграден е како времен мост од тогашната Југословенска народна армија. Се наоѓа сега на локален пат кој ги поврзува автопатот А1 и регионалниот пат Р1-102 со Башино село и понатаму преку местот на реката Вардар со градот Велес. Од сообраќајен аспект, овој локален пат е наменет за двосмерен сообраќај со две коловозни ленти и две пешачки патеки со димензии ширина 9,20 метри и должина од 101 метар. Се работи за армирано-бетонски полумонтажен тип на мост, изграден, како што реков, да служи како временно решение со монтажни елементи армирано-бетонски кои се монтирани на лице место на објектот. Состојбите, како што знаете, на мостот не се добри. Ние како општина се одлучивме да распишеме јавен повик за да избереме фирма која ќе даде најдобро решение за испитување на статичката стабилност на мостовската конструкција. Извештајот е готов од Заводот за испитување на материјалите, кој тоа го работеше во соработка со катедрите од Градежниот факултет во Скопје. Резултатите не се добри. Од тие причини, јас во минатиот период искористив можност за тоа да го информирам прво министерот за транспорт и врски господинот Сугаревски, потоа директорот на јавното предпријатие за државни патишта, па потоа разговаравме со потпредседателот на владата задолжен за економските ресори господинот Анѓушев, на крајот разговаравме и со председателот на владата господинот Заев. Моите насоки за разрешување на овој проблем се следни. Прво, ќе се обратиме до владата на Република Македонија со допис и до Министерството за транспорт и врски со кој ќе побараме овој локален пат да се прекатегоризира и да се добие статус на државен пат, затоа што според сите показатели и мерењата кои ги извршија професорите на Градежниот факултет, преку мостот само за еден час поминуваат 39 шлепери, 43 товарни возила и комбиња и дури 250 леки коли, што е интензитет на сообраќај кој не одговара за пат кој треба да биде третиран како локален пат. Нашето барање ќе биде, како што патот имаше статус на регионален пат до пред 10 години, повторно да добие таков статус. За сметка на тоа ние ќе се откажеме улицата Благој Ѓорев и дел од некои други помали улици да го изгубат статусот на дел од регионален пат за понатаму обврската за санација на мостовската конструкција да биде на владата на Република Македонија. Но тука не завршуваат нашите барања. Ние веднаш ќе распишеме јавна набавка за изготвување на техничко решение за трајна санација на мостот, која ќе му го продолжи векот на трајање во зависност од средствата што ќе се вложат од 1 до 5 или 10 години. Ќе ограничиме брзината на движење преку мостот на 20 км на час. Експертите беа во дилема дали да ја ограничат тежината на возилата кои ќе минат на 8 тони или да остане како досега на 40 тони, бидејќи јас инсистирав да се најде соодветно решение со кое ќе се дозволи таму да минат тешките товарни возила за да не го блокираме сообраќајно централното градско подрачје. Најдовме некое прифатливо решение со кое ќе се намали драстично брзината на возилата при влегувањето во мостот за да се смалат динамичките удари врз мостовската конструкција, итно да се направат одредени санации на мостовската конструкција, за да не се доведе во уште поголема опасност на нејзината статичка стабилност, да се санираат столбовите кои се напукнати,
да се заштити арматурата која е сериозно нагризана од корозија, да се реши одводнувањето на мостовската конструкција и да се замени асфалтниот слој за да биде идеално мазен, за да не предизвикува дополнителни вертикални динамички влијанија врз мостовската конструкција. Но тоа не може да биде трајно решение. Затоа јас од председателот на владата и од подпредседателот побарав владата во низините програми за финансирање на инфраструктурни објекти за следната година да предвиди изградба на нов мост преку Вардар, кој би бил лоциран кај јавното предпријатие Хидросистем Лисиче, со што трајно би го решиле проблемот за да не се доведуваме во ризик со овој мост кој го ислужил своето затоа што настанува замор на материјалот и без тоа тој бил граден како временно решение, а веќе служи скоро 50 години. Се надевам дека владата на Република Македонија ќе прифати мојата иницијатива и брзо ќе донесе одлука за прекатегоризација на патот, а останува ние потоа останатите работи да ги завршиме за да го направиме да биде безбедно одвивањето на сообраќајот преку мостовската конструкција.